Есенски разговори. Плашилко и Бувчо Увчо. Денес видов и чув нешто многу чудно. Слушнав за што разговараат едно полско плашило и еден шумски був. И вие знаете дека летото си појде и дека тетка Есенка на гости пак ни дојде. И дека веќе сонцето се послабо почна да пече. Па чув што затоа плашилото на бувот му рече. Вистина ли е, Бувчо Увчо, пријателе мил, дека меѓу сите птици на светот ти најумен си бил? Тоа сум го слушнал барем 5-6 пати. Бувот натоа вака му врати. Штом така си чул плашилко, мора и така да е. Дека сум символ на мудроста, тоа секој го знае. А тоа мене плашилко многу и не ми значи. Туку, ај кажи ми, што тебе те мачи? Ке ти кажам, Бувчо Увчо, но немој да ми се смееш. Не ми е јасно зошто сонцево се послабо грее. И зошто многу птици од тука некаде си одлетаа, а цвеќињата во градините и ливадите свенаа и прецветаа. Дожд се почесто паѓа, а тревата пак е сува. Лисијата на дрвијата пожолтени ветрот на секаде зошто ги дува. Не знам со мене дали и ти ке се согласиш, но ако на вистина си најумен, одговори ми ако можеш. Ете, тоа е мојата мака. Бувот на тоа одговори вака. Есен е плашилко веќе, мора да е така. И дожд, и ветер, и слана ке има. Секое годишно време си носи своја клима. Додека трае есента, пријателче, времето такво ке е. А штом ке дојде баба зима, и снег ке почне да вее. Ете, тоа го чув и така заврши разговорот. Но не знам дали на плашилото плашилко му се допадна одговорот.